Стариот што го најде ќесето со алтани и се изнајде со сина си што бил на туѓина од многу години. Чита Александар Станојков. Во едно село си живееле маж и жена многу сиромашни, ама беа и многу честни и богобојазливи. За несреќа нивна дошле арами и му ја плениле куќата, се што имале имание, дури и сета посадка. И најпосле клетите арами му ја запалиле куќата и останаа сиромаси за никој никаде. Се думаа, се мислеа сиромаси и најпосле отидоа во едно друго село и се сторија момци при еден богат селанин за да работат и да се ранат. Првен си продале куќното место и со тие пари си купиле троа брашненце, а со останатите си платија малку борч и после отишле момоци во друго село. Му дал една куќерка на крај селото да си живеат старите. Чорбаджијата не чел многу да работат, арно, ама стариот и старата му беше страм да седат без работа, да си работеле. Едно утро си седал стариот на мала врата и си мислел на таксиратот што го нашло во стари дни да оди момок. Со солзи во очите се пулел по друмот што врвел близу пред неговата куќа. Гледал стариот едно момче кај идело од некаде и дошло до еден извор, да си седнало на зелената трева и се напило вода. Од кога се напило вода, станало да си одит и во тоа време отишол и стариот кај изворот да се измиете образ. Кога дошол на местото кај што седело детето, нашол едно ќесе полно со алтани. Трчаница дошол дома и му го кажал на бабата. Види му ли бабо што најдов? И рекол. Камо старче да видам, зар Господ не го пратил? Му рекла старата. Оти сме на голема сиромаштија, зар сполај му не помилува што ни и прати? Арно мори стара, туку ми се чини то ти ќе биди то дона момче што замина од селото надвор. Не му треба да му падна, да јас велам да му и дајме. Чунки мислата ми вели мене, старче, ќесето што го најде од момчето што врви по патот. Немој да грешиш сега на старост, чунки ти остаре и честно помина, да сега кога си дошол гробу на врата да грешиш. Леле е така домаќине, ај дај му ја алтаните, му рече старата. Се стрчал стариот и старата по момчето, дале вик по него да се вратит. Кога чуло момчето викотниците што викаа старците, се вратило кај нив и го прашале дали му загинало нешто. Од кога му кажало момчето, му го дал стариот ќесето со алтаните, чунки било него, спроти како што кажало. Го зело момчето и многу му благодарило за правината што ја имале на нивната сиромаштија, чунки одалиштата се познаале оти биле сиромаси, чунки му биле парталаи. Се чудело како толку правина да имат во таквите сиромаси. Стари, ако не ми требаат многу пари за дома, ќе ви дадов сите овие вам, ама ако сум жив на враќање ќе ви благодарам да ме подкрепам, чунки сега ќе одам во Филјан село кај татко ми и мајка ми да се и видам и да се иземам кај што ми е работата. 18 години имат како не сум и видел, чунки на туѓина бев. Во тоа зборување момчето, старата беше го гледала во лицето со многу дикат и беше му видела еден нишан на клепката од десното око и му рекла на стариот, старче, ова момче ќе биде нашиот син, ајде да го прашаме за името. Мило момче, му рекла старата, нешто ќе те прашам, ама право да ми кажеш. Јас се препознавам на тебе. Од кое село си и како ти се викаат татко ти и мајка ти, како те викаат тебе? Јас сум од Филјан село, старче, а татко ме го викаат Ангеле, мајка ми Божно, а мене Мојсо. Кога чуле тие зборови старците, се спуштили и го прегрнале, да со плачење од радост го избакнале и му се кажале оти тие му се татко и мајка, а тој е син нивни. Го благодарија Бога од се срце оти си го видоа синот од толку многу години. И прашал Мојсо, татка си и мајка си, оти го остаиле нивното село и дошле во тоа.
Тие му кажале оти и плениле арамиите и другото што патиле. Сите тројца се вратија дома и сите селани што видоа се зачудија и се радуваа дека се изнашле старите со сина си. По некое време си изеде и си однесе кај што му била работата и таму си доживеаја со голем раат, дури си умреа и тој му врли земја на лицата кога се изакопа.